Со изјавата на потпаролот дека процесна лустрација е како процес за сеќавање на културата, а не за прочистување на институциите, односно да не се дозволи пристап во институциите на системот, на лица кои соработувале останите служби од идеолошко-политички карактер, ја покажува јасната слика до сега дека процесот на лустрација, јасна слика на мнозинството во комисијата, дека процесот на лустрација го сваќаат како процес на одмазда и на негирање на све што било порано. Тоа е она што Уставниот суд више донесе одлука за тоа дека во процесот на лустрација не може да бидат опфатени лица кои се бивши и починати. Спротивно на таа одлука, мнозинството пак си тера по свое, не знам дали е по свое, дали е по некоја туѓа агенда, меѓутоа, крајната цел на лустрацијата е да не се вршат тие лица, да не можат да вршат функции. Како ќе вршат функции овие починати, тоа они треба да го објаснат на јавноста и даваат многу лош, погрешен и тек на лустрацијата кој не може да биде прифатлив, ама воопшто. Тоа е на мојата. Добро, вие бевте еден од оние што бара да се отвори случајот за Ченто, затоа што е воведена таква практика. Како е вашиот став, каква е вашата позиција сега за овој предмет? Сега вака, прво извадено од контекст. Ја точно реков дека на претходната седница разгледуваа судска одлука и дека немаме право да разгледуваме судски одлуки, односно да ги третираме идеолошки или не идеолошки, односно да бараме нивно осуда на тие судии што било. Едино што реков, тоа реков дека единствена судска одлука за која више надлежен државен орган се изјаснил дека е одлука од идеолошко-политички карактер, е одлуката за господинот Методи Антонов Ченто, кој врз основа на таа одлука на тој надлежен орган е рехабилитиран и утврдено од надлежен орган дека лицата кои го суделе и кои го гонеле господинот Ченто, тоа го правеле од идеолошко-политички карактер. Значи, едино што можат мнозинството да осудуваат некоја врз основа на некоја одлука, тоа е само случајот со господинот Ченто. Меѓутоа, сите лица во тој процес се починати, и судиите, и господинот Ченто како жртва, така да културното сеќавање треба да го продолжиме според мнозинството, а на што да се сеќаваме? Нека одговорат. Како го коментирате тоа што и скоро сите што во президиумот на АНСТОМ сега ќе се отварат досијата? Се изгубива работа членовите на комисијата. Не значи што е работа, што е основна цел на лустрацијата. Основна цел на лустрацијата е да лицата кои од идеолошко-политички карактер во тој период влијаеле, наштетувале, да немаат пристап на јавните функции. Сега, дали тие членови на АНСТОМ ќе им дадат овие дозвола да пристапат на некоја функција, може да ќе им даде мнозинството да тие членови од 45-та што биле на АСНОМ и кои биле соработници, може да комисијата ќе им дозволи сега да учествуваат на некоја функција. Трагедија од случајот направија. Благодарам. Добра, уште едно прашање, како е вашиот став, ќе гласате против? Ја и гласав против нормално, затоа што имаме одлука на Уставен суд да не се лустрираат во процес на лустрација, да не може да бидат уфатени, починати и бивши носители на јавни функции. Согласно тоа гласав против.